Добар ден, пред се ви благодариме за прифатеното интервју. Инаку разговараме со господинот Роберт Алагјозовски, национален координатор за интеркултурализам и едно општество за сите. Па нашето прво прашање би било како ќе оцените меѓуетничката состојба во Република Северна Македонија? Ви благодарам пред се за поканата да гостувам. Секогаш е задоволство да се биде во студиото на Цивил Медија. И да ви одговорам на прашањето, јас мислам дека меѓуетничката состојба и стабилноста е голема и дека тоа е особено битно за овој момент во кој што се наоѓаме, така што недвосмислено дека граѓаните од различна национална, верска и друга припадност, нели, се приклучија до прогресивниот свет и во овој критичен момент, нели, не дозволуваат меѓу народниот контекст на било кој начин да влијае. Се разбира дека секоја криза ги става граѓаните пред повторно преиспитување на себе си, така што одредена група на граѓани имаат свое дивергентно мислење во однос на она што се случува во светот, што се случува во слободниот и во неслободниот свет, но да се надеваме дека сега тие определби нема да влијаат на евентуално влошување на меѓуетничките односи, но јас пак велам дека како земја и како општество докажавме дека сме обединети. Во таа смисла сите партии во парламентот или огромното мнозинство ја поддржа и ја декларира официјална државна политика, така што не гледаме било каков момент на криза. Така, кои се вашите заложби за промоција на мултикултурата и едно општество за сите, односно европските вредности? Да. Видете, значи, ние сме мултикултурно општество и кај нас мултикултурата е реалност. Сега, бидејќи во сите земји постојат различни категории на граѓани, нели, тоа не е само факт, меѓутоа кога ќе се рече дека ние сме мултикултурно општество, тоа значи дека ние таа своја мултикултурност ја признаваме и имаме активни државни, владини политики на негување на таа мултикултурност и во таа смисла, нели, нашата земја е успешен пример и во Европа и во регионот, и она што е за разлика од останатите чинители, оваа влада покажува дека од една страна ја негува мултикултурноста, но од друга страна води активни политики на подобрување на интеркултурниот диалог, комуникацијата, заедништвото, еднаквоста и вмреженоста на сите различни култури, различни заедници, различни групи кои што живеат во земјата, така што многу е битно да се залагаме за таа мултикултурност, особено за да не завршиме на крај во различни соби од една иста зграда. Многу е битно да ги градиме и заедничките простори каде што живееме, и тоа ние со стратегијата за едно општество го правиме, и тоа е важно за сите нас внатре, тоа дава резултати, но од друга страна и сите наши меѓународни партнери ни одаваат почит за тоа и ни даваат признание. И само да додадам дека она што е искуство, повторно сега од глобалниот контекст на конфликтот со Украина, просто европските вредности, демократијата, интеркултурниот диалог, мултикултурноста мора секој ден да се негуваат. Ако за миг ги заборавиме нашите активни политики во таа тема и во таа област, ако секој ден не ги преиспитуваме нашите активности и како функционираат и нашите институции и поголемото општество, ако не се бориме секојдневно за промоција на добрите вредности меѓу луѓето, значи ситуацијата може да се вложи.
Така, каде ја идентификувате дискриминацијата и поларизацијата во нашата држава? Така. Па добро, едно од најдискриминираните заедници секако се ромите, тоа е констатирано. Впрочем, и во институциите како Обдусманот и Собранието и владата, сите институции кои што работат на дискриминација се соочуваат со такви представки и институциите ги разрешуваат таквите случаи, меѓутоа повторно рапортираме, така што ромската заедница останува една од најдискриминираните. Секако дискриминација има и во одредени сегменти на други заедници, руралните делови на одредени заедници се подискриминирани, отколку градските одредени заедници остануваат маргинализирани, така што на повеќе нивоа се разбира и прашањето на родовата еднаквост, на кое што многу инсистира и граѓанскиот свет, но и политиката на цела влада, особено на Министерство за труд и социјална политика, укажува дека има и дискриминација меѓу родовите. Така што ние се обидуваме со нашите политики да не го сведеме тоа само на дежурни виновници, туку навистина да откриеме во кои се подрачја таа постои. Секако поларизацијата е голема меѓу партиите, меѓу позициите на власта и на опозицијата. Се надевам дека оваа криза глобална, која што ја рефлектира и Македонија, ќе не направи пообединети и покохезивни и дека ќе успееме и како власти, и како опозиција да го подобриме меѓусебниот диалог и да ги утврдиме заедничките позиции, заедничкиот интерес. Така, и последното прашање, како го оценувате досегашното спроведување на стратегијата Едно општество за сите и што според вас недостасува во наредната стратегија која што мислам дека е 3-годишна? Што е тоа што недостасува? Да. Добро, стратегијата се одвива во добра динамика. Се разбира дека двете големи кризи, значи имавме 2-годишна криза заради пандемијата. Сега сме на почеток на огромна криза, не само финансиска, не само економска, кој знае какви се реперкусии ќе ни донесе оваа геополитичка криза на тлото на Евроазија, но пак велам и покрај сите тие предизвици, стратегијата и незините активности се одвиваат во добра динамика. Очекуваме дека до крајот на годината ќе го исполниме тоа што сме го зацртале. Се разбира доколку допрва следуваат некакви кризни мерки заради кои што дел од нашите активности би се пренасочиле, тоа ќе го ставиме и во новата рамка, акциска рамка на наредната стратегија, која што е официјална владина програма и таа стратегија ќе ја донесеме во овој период. Значи, главно она што беше идентификувано како недостатоци, не само од страна на нас, туку и од страна на меѓународните тела, меѓународните структури, кои што редовно подготвуваат извештај за нас, Рамковната конвенција за правата на малцинствата не следи и ни дава своји препораки, Европската Унија не следи и ни дава своји препораки, носи и Советот на Европа, носат и Обединетите нации, така што во целиот тој пресек на тенденции и препораки, ние очекуваме во овој период кој што е пред нас, да видиме што е тоа што ние сме откриле дека недостасува и што е она што треба да го направиме подобро. Такви препораки веќе стигнуваат и ние ќе ги адресираме. Потребен ни е секако поголема кохезија меѓу различните заедници. Например, треба подобро да ги заштитиме правата на ромската, влашката, српската, бошњачката заедница, да го зборува својот мајчин јазик, треба да обезбедиме
подобри, понавремени и учебници, да дозволиме да се формираат паралелки од заинтересирани ученици кои што сакаат да го изучуваат тој јазик. Треба да ја зајакнеме, како да го наречам, плурилингвализмот, плурикултурноста, тоа значи и македонците да го учат албанскиот и другите јазици, но и компетенциите на албанските и децата од другите заедници да го знаат македонскиот, така што да немаме зазор кон познавањето и говорењето на јазикот на другиот, туку да го говориме. Нормално е заради глобализацијата децата попрво да учат англиски отколку јазиците на другите заедници, но секако тие не треба да осеќаат било каква пречка или непријатност да го познаваат тој јазик, бидејќи тој јазик им носи пријателства, им носи подобар живот и повеќе можности во животот. И секако сакаме во образованието да ги видиме децата како учат во заеднички смени, не само да посетуваат заеднички одредени предмети, туку слободно да се дружат од различни заедници, таму кај што училиштата се мултикултурни и сакаме да се ја запознаваат културата едни со други. Секако дека многу е битно и да се намали говорот на омраза, а особено да се намали етнонационализмот и исклучивоста пред се кај младите, но секако и преку сите. Така што почитувањето на стандардите и за медиумска писменост и за медиумски говор од страна на и медиумите, и парамедиумите, и социјалните медиуми е многу битно и на тоа мора многу повеќе да работиме во наредниот период. Не само да ги направиме институциите меки, респонзивни, диверзитетни, туку да го направиме и нашето општество таму. Значи, не може еден службеник во 5 до 5 часот да е коректен, а после 5 да пишува разни статуси на Фејсбук. Едноставно, вредностите, европските вредности, треба да се интернализираат и сите треба да внимаваме како се однесуваме во заедницата.